Драги семинаристи, драги лектори, еве сме на самиот крај на втората зимска школа. Јас искрено се надевам дека во оваа недела многу интензивно се работеше и дека од 24 до денес 29 јануари 2022 ви се исполнија вашите очекувања. Имено во текот на овие 6 дена, секој ден работевте со вашите лектори, 5 часа интензивна настава, лекторски часови по македонски јазик и по македонска литература. Секогаш овие разделби се помалку нели тажникави, ама од друга страна знаеме дека се разделуваме, да си кажеме нели не збогум, туку довидување до некоја наредна нели можност за видување, дали преку некои други форми на работилници, на школи и секако ве очекуваме и на 55-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Ете, овај извонреден фонд што го добивте во период од само 6 дена, 30 часа, знаете, тоа е скоро како еден предмет што слушате во рамките на еден семестар, затоа што 30 часа се всушност како да имате неделно по 2 часа, а има такви предмети. Значи добивте интензивна настава по македонски јазик и по македонска литература. Јас се надевам дека исклучително беше полезно за вас и за оние кои што го почнаа учењето на македонскиот јазик, значи кои што беа на почетно ниво, и оние кои што го следеа наставата на лекторските часови на едно средно ниво и секако на напреднато ниво, каде што се работеше на полето на јазикот и на полето на литературата, односно на полето на македонскиот јазик и на полето на македонската литература. Така што ете, за крај денеска ќе ви доделиме виртуелни уверенија, впрочем се тоа уверенија кои што потоа вашите лектори ќе ги пополнат во зависност од вашата активност. Тие најдобро знаат колку вие научивте, како се однесувавте во текот на сите овие 30 часа и истите тие уверенија така пополнети ќе ви ги испратиме и по пошта, значи по на добра класична пошта, но и како електронско издание, значи како PDF ќе ги скенираме и ќе ви ги пратиме на вашите адреси, електронски адреси. Така што еве, да започне сега оној свечен дел во кој што лекторите ќе ги представат своите семинаристи, своите слушатели и ќе им ги доделат виртуелно уверенијата за постигнатиот успех во рамките на секоја група. За почеток ги поканувам на почетно ниво, нели, оние кои што работеа на почетно ниво, тоа се Билјана Стојановска и Марија Пандева. Па повелете, еве прво нека почне Билјана Стојановска, па потоа Марија Пандева, нека ги прочитаат оние кои што успешно го завршија почетниот курс по македонски јазик. Повели Билјана. Благодарам, директорке. 30 часа интензивно работевме во почетното рамниште, заедно со Кира Гусева од Русија, Вероника Голдинакова од Словачка, Ботон Ман од Унгарија, Ксенија Лунегова од Русија и Иштван Ковач од Унгарија. Би сакала сега да ја поканам Кира да ни се обрати на сите тука присутни со неколку збора. Поведи, Кира. Добар ден, јас се викам Кира, јас сум од Русија, од градот Перм. Ви благодарам за можноста да го изучаваме македонскиот јазик и култура. Навистина научивме многу интересни работи. Им благодарам на наставниците од втората зимска школа по македонски јазик за трпението и поддршката во текот на целниот курс. Се надевам да ќе дојдам во Македонија на летната школа по македонски јазик. Ви благодарам на сите и се гледаме во август. Се гледаме, Кира. Добро, одиме понатаму, Билјана, ти благодарам. Сега ја повикувам Марија Пандева, таа да ја представи, односно да видиме какви резултати постигнаа нејзините слушатели, исто така на едно почетно рамниште. Значи, учеа македонски јазик на почетно рамниште. Повели, Марија. Благодарам. Последниве 6 дена интензивно се дружевме со Наталија Бобер од Полска
Ирина Аржанова од Русија и Марта Костелик од Хрватска. Сакам да им честитам на овие студентки за успехот што го постигнаа и за тоа колку научија македонски јазик и би сакала да ја повикам Наталија, ако сака да ви каже неколку збора. Јас сум од Полска и ви благодарам многу за часовите и се гледаме во август. Се гледаме. Благодарам. Да, се гледаме, Наталија, така. Добро, благодарам, Марија. И сега опенем со лекторите од средното рамниште, така, оние кои што работеа во средните курсеви. Го поканувам прво Борче Арсов да ги представи, да ја представи својата група и да видиме какви резултати постигнаа неговите слушатели. Повели, Борче. Благодарам. Јас само сакам да кажам дека секогаш овие затворања на летните и на зимските школи навистина будат емоции, ама истовремено и го гледаме тој жар во сите слушатели на школите и само сакам да кажам дека сакам да им порачам на сите да не стивнува тој жар и да им се заблагодарам не само за жарот, туку воопшто за се што вложуваат во изучувањето на македонскиот јазик. Им честитам на сите учесници во втората зимска школа, како и на сите лектори во втората зимска школа, а се заблагодарувам, како и секогаш, на нашата драга директорка Весна Мојстова-Чепишевска, на Евдокија Илиевска за поддршката постојана и воопшто на целиот универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Во мојата група имав осумина исклучително вредни, работливи и одлични студенти. Ќе ги прочитам нивните имиња. Никол Варда од Австралија, Фотио Сионис од Грција, од Полска Зузана Качоровска и Ивона Лучков, од Словенија Мартина Сеизовик и Јасна Видиник и Нина Амброжич, се извинувам, и од Чешката република Барбора Томечкова. Бевте фантастична група, се надевам со тие што не се знаеме лично ќе се запознаеме и само ќе кажам, се гледаме во Охрид. Кога им споменав на сите во мојата група дека треба да одредиме еден што ќе се обрати од името на групата, едногласно се одлучија за нашиот драг Фоти. Фоти, повели. Пријатно и од мене. Многу се радувам и голем е чест што бев член на тој семинар. Вистина, не знам, немам зборови, немам лафови. Ќе почнувам од нашиот лектор Борче Арцов. Беше отличен, многу добар јарен со нас. Секој од нашиот груп разбра го тоа. Он има многу мерак за негова професија, тој е многу убаво. Сигурно тие денови за мене и за другите од мојот груп не беа отмор, еден убав отмор од нашата рутина и од нашиот секој дневно. Сигурно поважно е оти дојдовме поблизу до нашата омилена Македонија. Сите знаеме повеќе за македонскиот јазик, од се знаевме. И за крајот пошакувам и верувам и Господ ќе дава сигурен шум. Оти друг пат ќе видиме покрај Охридското езеро, потубаво македонско сонче и небо. И ако летна школа е во Охрид, треба да се размислиме зимска школа да биде некај во Крушево или во Попова Сапка или некаде во планина. Полајте, фала многу. Убави идеи, Борче, убаво си ги научил и желби имаат, еве покрај Охрид и Крушево да го видат и ти благодарам и за оваа културолошка прошетка малку. И јас исто би сакала ова директно сите семинаристи да му напишете писмо на ректорот, директно на ректорот за желбата зимската школа да направиме во Охрид или во Маврово или на Шапка и така натаму. Да. Добро, ви благодарам, Борче, ти благодарам ете за твојата група и сега одиме понатаму, го поканувам Бобан Карапеовски, еве да ја представи, да ги представи учесниците од својата група и да ни покаже, да ни каже до какви резултати постигна тие. Повели, Бобан. Благодарам.
резултатите беа одлични, се надевам. Мислам, таков печаток барем на крајот денес, кога си направивме една рефлексија, дојдовме до заклучок дека убаво сме се дружеле, интензивно сме работеле, ама уште повеќе се дружевме, создадовме и нови пријатели и на македонскиот јазик, и на македонската култура, се надевам. Во оваа група имаше осумина, Ѓорѓе Божовиќ, кој ни доаѓа од Србија, Ајтена Басова и Хабиб Бардакџи од Турција, потоа Спасија Андоновска од Франција, од Хрватска Ана Марич, Владимир Немчич и Михаела Матешиć и од Словенија Хана Подјат. Со сите некако така полу премолчено се договоривме дека уште повеќе ќе ни биде мило ако успееме да се видиме и во Охрид ова лето. Ако некој сака да ни се обрати, може. Јас си споменав дека има таква можност, но без никакви обврски. Ако не, преминуваме на Гордана. Добро, ти благодарам, Бобан. Од кај тебе некој нема да не поздрави од твојата група? Оставивме отворено, ако некој сака. Сака, да, секако. Ако сака, тоа е желба, сигурно нема Ама да... некако малку се срамежливи изгледа. Добро, благодарам, Бобан. Ете убав број на слушатели во твојата група од различни земји и сега доаѓаме до оној напреден курс, последното ниво, на кој што во едната група се работеше на литература, а во другиот се работеше на јазик. Така што ете, прво ќе го поканам помладиот колега Иван Антоновски, тој да каже за искуствата и за својата група, а потоа на крај да заврши, да заокружи Гордана Алексова. Повели сега најпрвен Иван. Благодарам, директорке. Морам да искажам големо задоволство од постигнатото со семинаристите на курсот по литература. Купно 7 семинаристи и можам да кажам дека во овие 6 дена, читајќи го и исчитувајќи го Горан Стефановски, сите заеднички забележавме дека запознавме и исчитавме сегменти од неговото творештво кои што за семинаристите не биле познати, но она што е уште поважно, не само што го читавме, туку и го исчитувавме и го интерпретиравме, што доведе и до преводи со што делови од творештвото на Горан Стефановски започнуваат да бидат присутни во тие 7 култури од кои што имавме семинаристи во групата. Успешни резултати постигнати од сите: од Бугарија Валентина Седевчева, од Грција Марија Думба, од Словенија Намита Субиото и Сонја Должан, од Полска Зофија Дембовска, од Унгарија Ана Марија Цинеге Панзова и од Чешката република Кристина Дувкова. Сите заедно семинаристите дадоа предлог во името на семинаристите од оваа група да се обрати професорката Намита Субиото од Љубљана. Намита, повели. Да, во име на нашата група би сакала да искажам голема благодарност што можевме да бидеме дел од оваа значајна активност. Прекрасна беше веќе самата идеја во курсот за напредната литература да се осветли делото на големиот Горан Стефановски. Но идејата беше и сериозно вмислена, не само од аспект на содржината, туку и од аспект на методиката. Како може во само 30 часа да се покаже богатиот опус на овој истакнат драматург, како да се долови суштината на неговото творештво. Со грижливо подготвени материјали, интересни и соодветни за целата група и со вешто поставени насоки за разговор и цели што би требало да се постигнат. И со флексибилност. Сето тоа се рефлектираше во нашата група со одлично подготвен и исклучително посветен лектор магистар Иван Антоновски, кој ни го представи делото на Горан Стефановски преку неговите конзервирани импресии и други есеи, во кои покрај друго можат да се читат и некои слоеви на македонската култура, оригинално и инспиративно.
кон убавата работно-мераклиска атмосфера, што ја имавме цело време, придонесоа сите мои колешки семинаристки, а и аурата на директорката Весна Мојсова-Чепишевска и на Евдокија Илиевска. Многу ви благодариме за се. Благодарности до тебе на Мита и до сите од групата, сепак она што го постигнавме не ќе беше возможно само со влогот на лекторот, туку за тоа голем е влогот кој што го остваривте и сите вие со вашата посветеност и со вашата желба да го спознаете Горан Стефановски во едно поинакво светло. Благодарам, Иван, и сега одиме со Гордана Алексова. Повали, Гордана, да видиме сега твојата група. Сите ве поздравувам, особено колешката Намита, за која што мислам дека даде една преубава завршница на оваа наша работа и по која што е безпредметно да зборувам што и да е повеќе формално, освен да им се заблагодарам на учесниците во мојата група, да им се заблагодарам и да ги пофалам сите учесници на втората зимска школа и се разбира формалните благодарности до управата на семинарот и на ректоратот. Групата е онаа која што ја прочитав на почеток. Нашите пријатели Ника Павлетич од Словенија, Ѓорги Геновиќ од Србија, Анастасија Мосинец од Руската Федерација, Адриена Кузмановска од Германија, Оливие Венистрофер од Швајцарија и Давиде Азиоли од Италија. Не се договаравме специјално некој да каже нешто, меѓутоа сега од срце ги повикувам двете учеснички во групата што се тука присутни, ќе ми простат Оливие и Ѓорѓе, меѓутоа Анастасија и Ника да кажат, односно да покажат и да докажат дека еве со право не оставаат за крај, да покажеме дека сме меѓу најдобрите и да им бидеме пример на другите. Повелете, Ника прво нека биде. Повеле Ника. Добро, здраво, јас сум Ника од Словенија. Сакам само да кажам дека бесконечно сум благодарна што можам да бидам дел од втората зимска школа и навистина научив многу работи и го продлабочив своето познавање на македонскиот јазик, па така се надевам дека се гледаме во Охрид. Благодарам, Ника. Поздрав. Анастасија, ќе повелите? Здраво, јас сум Анастасија од Русија. Сакам да кажам дека сум исполнета со задоволство дека имам можност да земам учество во зимската школа и ние навистина работевме многу напорно и динамично и сакам да и се заблагодарам на нашата лекторка Гордана и чекам да се сретнеме сите на летната школа. Благодарам, Анастасија. Камо среќа да ни се исполни оваа желба што мислам дека сите заеднички ја делиме. Уште еднаш поздрав од мене до сите. Ти благодарам, Гордана. Еве, сите на крај си кажавме, си ги скажавме своите желби, многу отворено, дека сакаме да се видиме во живо. Ама ете оваа втора зимска школа на некој начин беше едно врзно ткиво да издржиме таму некаде до август, кога ја планираме таа 55-та летна школа. Се надевам дека од втората зимска школа ќе понесете многу импресии, но исто така за нас е најбитно да се понесат многу знаења и дека ве потикнавме, дека ве провоциравме и понатаму да го учите македонскиот јазик, литература и култура, да го проучувате, да го надградувате. Ве потикнавме на некои теми, бидејќи некои од вас работат и на своите магистерски и докторски тези, некои работат на своите идни преводи, некои работат на своите подготовки на идни предмети и часови, така што мислам дека секој од вас ќе има вистинско знаење ќе понесе од оваа школа и тоа знаење на вистински начин ќе го пренесе во својата средина. Што друго станува, освен да ви се заблагодарам, што успеавте во интервал, во пауза меѓу, да речеме, 2 семестра, така помеѓу зимскиот и летниот, ете, да го претрчаме и летниот со добри резултати и да се видиме на вистина во една летна, но многу работна атмосфера на брегот на Охридското езеро, значи во нашиот конгресен центар, таму некаде во средината, кон средината на август оваа година. И ви посакувам пред се многу здравие,
многу среќа и се гледаме. Се најдобро. Се најдобро.